Денес се наоѓаме во домот на госпоѓата Цветанка Настова, поранешен просветен работник кој своите пензионерски денови ги користи за креативност и едно убаво хоби за кое што ќе зборуваме во продолжение, а тоа е изработка на чанти кои што се рачно плетени, везени и изработка на накид. Пред се една голема благодарност што ги отворивте портите на вашиот дом за екипата на телевизија Алфа. Задоволството е мое. Ти благодарам на поканата. Пресретна бев кога ми се јави да ме поканиш во твојата емисија и овој разговор со тебе би сакала да го посветам на пензионерите кои што сега треба се во некоја дилема дали додат или не. Малку да ги окуражиме дека не се страшни пензионерските денови. Дека напротив може да бидат многу убави и исполнети и активни. Вие вашиот работен професионален век го поминавте во работа со младите генерации, бевте професор по хемија. Точно така. Предмет кој што не многу се сака, затоа што е тежок како и математиката, меѓутоа тие што сакаа да учат навистина учеа. Сега претежно би зборувала, би се задржала на пензионерските денови, затоа што реков да посветиме емисијава, да ги охрабриме пензионерите да не се колебат, да немаат предрасуди, ниту пак некоја дилема дали да одат навреме или да не одат навреме. Значи, јас велам се што е дадено од Бога треба да го прифатиме со радост. И да ги следиме знаците кои што ни се ставени на патот секогаш кога сме во некоја дилема. И јас бев во дилема дали да го сменам место на живеењето, дали од Велес да дојдам тука кога се пензионирав, затоа што таа идеја ми ја дава керката и зетот. Кога отидов во пензија беа 100% сигурни дека ќе прифатам од Велес да дојдам тука. Меѓутоа јас некои кочници, не знам што ми беше, никако не можев да го прифатам тоа, да го напуштам тоа место. Мислев дека друштво нема да најдам најверојатно, таму имав големо друштво од колеги, колешки со кои што се дружевме, излегувавме. Меѓутоа, драгите господи, навистина да веруваат дека на патот ни се ставени одредени знаци точно кога сме во таа дилема. За мене пресудно да дојдам овдека во Скопје беше короната. Кога се затворивме година и пол и кога не можев да се сретнам со моите сакани, тогаш реков готово. Готово, морам јас после короната, здравија Боже, да си дојдам во Скопје и да си бидам до моите блиски. И така бидна. И не само што најдовте храброст, после долги години да ја смените животната средина, да дојдете во Скопје, како што кажавте, да бидете со најмилите, но направивте и уште еден исчекор, а тоа е не само што запознавте нови луѓе и пријателства, туку и се влюбивте во една нова активност и хоби, а тоа е изработката на овие чанти. Сирена, имам немирен дух. Значи, постојано нешто сакам да истражувам и нешто ново да работам. Инаку, мојот пензионерски живот би го поделила пред короната и после короната. Пред короната и за време на короната изработував блузи. Моите изработки се со чингелакија. Значи, изработува блузи и шалчиња. И во тој период, баш кога беше короната, ги продадов поголем дел и од едните и од другите, дел подарив. И на познати, и на непознати, како среќева. Кога дојдов во Скопје, нормално ги оставив тие рачни изработки на блузи, на шалчиња. Не дека ми се здосадија, мене никогаш не ми е досадно било која работа што работам рачно, меѓутоа тука ми се отвори и други видици. Едноставно како мозокот да се прочисти и сакаше да прими нешто ново. Сега, што е предместото овдека во Скопје, има доста господи кои што ги изнесуваат своите рачни изработки и може човек кога ќе прошета да си најде некоја идеја што би можел, дали тоа да биде сликање, дали тоа да биде веташни, дали накит и така натаму. Меѓутоа накитот јас кога почнав да го работам,
го пронедов начинот на изработка од интернет. Затоа што тие изработки таму баш не се најдов. Изработив неколку комплета кои што се состојат од бразлетна, која што си има тука за закопчување алка, баш како што се оние професионалците што работат, да речем, а додека герданот е преку глава се става, не е многу долг, така може да го користат и постари господи и помлади. Меѓутоа, кога ги видов ташниве, буквално окото ми се залепи на нив. Бидејќи имаше и други кои што се плетат со обичен конец, овој е малку покрут, специјален за ташни, 100% е памучен, и толку се влюбив во изработката на ташните, до ден денеска ги работам. Инаку почетокот кога дојдов во станов, нормално обратив внимание на уредувањето негово, после кога најдов слободно време, кога се ослободив од сето тоа, почнав со ташните. Првата ташна која изработив, керката и внуците дојдоа, толку беа импресионирани, така да првенчето отиде во раката на керка ми. Втората ташна кај една драга пријателка, а другите почнаа да си се редат сами по себе. Знаете ли точен број колку чанти досега имате изработени? Би рекла од прилика околу 15-16. Една продадов, тоа да не заборам да кажам, многу интересен момент, викамете еден друг знак. Значи, првата ташна што ја продадов, отиде во рацете на жена која што ќе прави свадба и ќе биде ставена во бовча за знаата. Имали поубаво радосно нешто. Значи, со љубов изработено, со радост изработено, оди во најсреќен во рацете на Господја која што има најсреќен момент во животот. Тоа е најсреќен момент. Со љубов изработено и со љубов подарено. Ајде малку да ни кажете и за самата техника на изработка на овие чанти, затоа што практично изработувате различни видови на чанти. Некои се плетени, а конкретно во овој случај и везена. Имаме тука. Да напомнам, добро е што ме подсети, сите мои ташни се уникатни. Значи, за која ташна да се одлучи било која господја или господица, затоа што може и едната категорија и другата да се пронедат во моиве производи, нема да сретнат во градов друга таква изработка, значи се уникатни. Инаку, она што на кое што најмногу гледам, тоа е мустрата. Значи, со која мустра да ја изработам ташната, тоа го пронаоѓам од интернет. Имам неколку 3-4 така италијански веб страници кои што постојано си ги вртам, ги прелистувам, преубави се. Има и накид, има и ташни, има и блузи, шалови. Буквално се тип мој што сакаат од се по нешто. Така да после тоа ги формирам ташните, им го давам ликот да ги изработам и на крајот финишот е мој. Значи од нив не ги земам идеите од интернет или од било кое друго место, идеите се лично мои. Додека плетам ми доаѓа идеја, а некогаш треба да преседе еден ден, 2 дена да ми дојде идеја како да биде ликот. Многу е битен и ликот да биде како што треба. Оваа ташничка што ја држам е везена како што се везат гублените, само овдека не е платно, него е пластика, се вези, инаку е оформена ташната и е даден ликот, само да се состави. Значи да се навезе, да се состави и да се после да се даде оној финишот, да речам, ликот нејсин. Тоа е мое, тоа ми е најголемо задоволство кога ќе дојдам до тоа. Меѓутоа, ќерка ми и внука ми имаат уште попрефинет вкус од мене и лично сега ќе кажам дека 2 ташни ми вратија на корекција. Замисли. Едната ташна беше во врска со рачката, јас имам ставено дрвена рачка, а они сакаа плетена и на вистина плетената рачка изгледаше поубава. На втората нешто, мислам, со ружа имам ставено, во врска со ружата беше, по боја нешто, и мислам, бојата им пречеше,
И викам, што ми е така, ја сместив не една ружа, ставив 3. И излезе таа светлоплавата ташничка. И кога дојдо не можеа да ги препознаат. Спојот на искуството и на визионерството на младите генерации резултираше и со Flores Creative World, односно Facebook страницата каде што се објавуваат вашите чанти и накитот, вашите ракотворби, а која што се зачна благодарение на иницијатива токму на вашата ќерка. Точно така. Таа ми е втората половина, односно претходно ти кажа дека мојата изработка на овие ташни е базирана на 3 генерации, склоп на 3 генерации, интересно. Баба, ќерка и 2 внучиња. Сите се заинтересирани и инволвирани во сета оваа работа. Меѓутоа, ќерка ми е продолжеток на мојата изработка. Значи, откако ќе изработам ташната, она со едно трпение, со една голема љубов, прво ги слика, за да им даде една убава прегледна слика поим на оние потенцијални купувачи, кои што секако сакаат да видат од како изгледа целата ташна. Значи, рачката ја снима ја слика посебно, она предната страна посебно, страниците посебно, значи буквално до танчина. Потоа ја прикачува на страниците, која што истата страница имам и на Facebook и на Instagram, да. И исто така она комуницира, односно е мостот меѓу мене и потенцијалните купувачи. Значи, не можам да речам дека мојата или незината работа е нели поголема, меѓутоа ми е од многу поголема, од многу голема помош. Исто тука се инволвирани, како што кажав, и моите внуци, тинеџерката Нина, која што многу си ја сакам и ја поздравувам во овој момент, и внук ми Јован, кој што е 5-то оделение. Он е многу интересен и за него има работа и е заинтересиран. Бабо вика, кога ќе почнеш нова ташна да изработуваш, за да дојдам да ти помогнам. Него ќе му дадам конец, да вдене во игла, да распара нешто. Често пати ми се случува плети, расплети да правам додека дојдам до финишот. Тој тоа го сака. Па шие кристалчиња или перли во конец ке ги сошие, па потоа јас си ги средувам, така да сите сме внесени во оваа работа. Се е сплет на љубов, на посветеност и ете буквално од највозрастните до најмладите во вашето семејство се дел од оваа приказна. Прекрасен пример е ова за активни пензионерски денови и години, но и прекрасен пример за помладите генерации да им се всади љубов кон рачната изработка, кон креативноста и навик. За крај сакам нешто да кажам. Да ги поздравам сите господи кои што се во дилема дали да одат во пензија или не, кои што се во да речем во некој грч стегнати што кога ќе отидат во пензија. Јас кога отидов лично во пензија, дали они ќе се најдат во ова или не знам, меѓутоа го сватив тоа како еден Божји дар. Зошто? Затоа што секој не стасува до пензија, за жал. А нас кога Бог ни ја пружил таа шанса да одиме во пензија, да дочекаме толку години, треба со радост тоа да го прифатиме, затоа што Бог кога ни дава нешто, радосно треба да го примиме тој дар. Па и секој дар. Например, ја не познавам луѓе кои што не сакаат подарок, или кога им даваш подарок, не се радуваат на тој дар. Или плачат кога примаат подарок. Нема такви. Само јас сум, можеби, кога плачам од радост, кога внуците се истакнуваат со својот успех сега кога се поголеми, или кога мали беа, па ќе ми напишат некоја порака што туку научени нели да пишуваат, и ајде тргнале од горе па надоле редот, ама напишеле честит 8 март, најмила, најсакана бабичка, ни точка, ни запирка, каде мала, каде голема буква, и да се радуваш и да плачеш од радост. Затоа им препорачувам на драгите господи да не бидат во дилема. Да си, на сето ова што го кажав, да си додадат хоби
и ќе им биде навистина многу убаво. Очигледно дека од пензијата и од зрелите години не треба да се плашеме, туку треба да им се радуваме. Јас ви благодарам за овој пријатен разговор, за топлото добре дојде во вашиот дом и ќе ви посакам уште долги години да уживате во пензионерскиот живот и да изработувате секогаш вакви прекрасни, уникатни чанти на кои што ќе им се радуваат многу дами, како на чантичките, така и на накитот. Ти благодарам што ме повика, што ме покани во твојата емисија и верувам дека така ќе биде.